Превозниците од 40 транспортни компании од Охрид, Струга и Кичево го блокираа граничниот премин Ќафасан. Ги паркираа камионите на граница и го запреа товарниот сообраќај. Реагираат на начинот кој се применува за влез и излез во земјите од Европската Унија. Сега е засилена контролата, ни сами не знаеме зошто. Практично ова беше 2008 година како закон донесено, меѓутоа тогаш нормално беа и помалку земји во Европска Унија, во Шенген зоната, така да треба да се промени овој закон. Порано не беа Хрватска, во Шенген, Романија, Бугарија и така натака, така да апсолутно, значи, загубите се преголеми. Транспортната индустрија ќе доживее колапс доколку ова не се реши како што треба од страна на Европска Унија, односно Брисел. Камионџиите се незадоволни, како што велат од новиот систем, со кој електронски ќе се бројат деновите за престој и ризикот да го надминат дозволениот лимит од 90 дена. Се плашат да не поминат ни лошото искуство на босанските транспортери, кои биле приведувани, гонети и депортирани. Ова е тешка професија на која сме се нафатиле од екзистенцијални причини. Доколку продолжат овие ригорозни правила, не ќе можеме да врземе крај со крај, додаваат превозниците кои добија поддршка и од колегите од околните земји. Не, со овие рестриктивни мерки, не знам, тешко. Ќе не можеме да обстоиме. Па ако е вака, најверојатно голем дел од возачите ќе заминат од државава, ќе бараат екзистенција во европските земји, ќе почнат да работат други компании, странски компании, и транспортот ќе поскапи, производите ќе поскапат. Да не ги укинат тие престојот, влезовите, да не ги бројат. 90 дена во 6 месеци, само тоа. Проблем е, не може да работиме, да. Сега сум товарил од Българија и потом за Албанија. Јас тргнав од Бугарија и продолжувам за Албанија. Немавме полна информација за тоа како ќе се одвива блокадата. За секого е проблем. Како ќе седам 7 дена на граница. Но ги поддржувам моите колеги кои не можат неограничено да возат во Европската Унија. Како да не ги поддржувам колегите? Секој сака да извади едно парче леп. Наредните 7 дена, колку што е предвидено да траат блокадите, ќе се зголемува бројот на транспортни превозници, кои денеска, барем според најавите, биле најмногу бројни на граничниот премин Богородица. Преку 30 транспортни превозници денеска го блокираа граничниот премин Ќафасан, кој е еден од 5 во државава кој што од прва категорија. Ќафасан е еден од најфреквентните гранични премини, бидејќи дневно поминуваат над 100 камиони кои што се упатуваат и го користат највеќе пристаништето во Драч.